И аз няма да ги повторвам моите колеги и партийници, кога зборувахте за невработеността. Само ќе кажем едно. От 2006 година до 2011 година, тоа се точни бројки, има вработено 95.000 луѓе. Не сакам да ги повторвам истите тези, што ги кажувам моите колеги. Гледано од актуелен денешен аспект, можеме да кажеме со сигурност дека мерките и настојувањата на извршната власт и на политиката на ВМРО-ДПМН за главен приоритет ја имаат борбата против сиромаштијата, обезбедување на повисок квалитет на живот на нашите граѓани. Но ово што навистина ја прави вистинската разлика помеѓу нашето владење и она темното владење на Социјалдемократскиот сојуз со нејзиниот лидер Бранко Црвенковски е што нашите напори за борба против сиромаштијата се водени од основната премисла за достоинствен начин на подобрување на животот на граѓаните, а не преку генерирање на криминал и со матни сделки со кои се подкупуваше смисла на действувањето. Затоа ќе направам само една паралела од која ќе се види фиктивната грижа на Социјалдемократскиот сојуз за граѓаните. Денес не може да се заборави процесот на партијската рационализација кој се случуваше токму во времето на Социјалдемократскиот сојуз, а со кој голем број на граѓани остана на улица. Конкретно, од Електростопанство на Македонија беа извадени околу 450 луѓе, за да може полесно да се одработи процесот на продавање, а токму беа жртва вработените. Или пак, најголемата рационализација во Министерството за внатрешни работи во времето од 2003-2004 година, кога беше министер Хари Костов, кога безмислено беа избркани од работа успешни оперативци, на кои после судските процеси им беа исплатени огромни средства, но се разбера од буџетот, а не од сметка на Социјалдемократскиот сојуз. Не може Социјалдемократскиот сојуз денеска да ја обвинува ова влада за генерирање на сиромаштиите, бидејќи токму Социјалдемократскиот сојуз само познати методи, а многу пати го водуваше народ за сиромашна ситуација, чиишто последици се чувствуваат и денес. За крај можем да кажем дека граѓаните ја познаат сиромаштијата. Затоа и два пати на овие избори го изгубивте. Благодарам. Контрареплика, господин